Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве чува од секое зло. За денес ќе размислуваме на тема што значи тоа кога ќе се каже Исус спасува или Исус те спасува. Исус спасува е доста популарен израз во целиот свет. Таков израз може да се прочита насекаде, па дури и на спортски настани. На мајци, на капи, на автобуси, на коли и многу други. Тоа кај луѓето што пишуваат така предизвикува чувство дека нешто прават за Господ. Тоа е и убаво. Сакаат да им се вреже во мислите на луѓето. Но, за жал, малкумина ја разбираат фразата што значи тоа Исус спасува. Не им е јасно од што спасува и како спасува. Но ако се размисли подлабоко во оваа фраза, има многу вистина и многу нешта може да ни каже. Во поднебјето во кое ние живееме, нема многу такви изрази каде што би ги прочитале. За жал има на згради и на секакви објекти испишани зборови со многу негативна содржина. Например, можете да прочитате за некоја политичка партија многу поградни зборови. Или за некоја личност. Можете да прочитате разновидни пцовки и недолични зборови. Тоа произлегува од менталитетот на народот во кој живееме. Но во други земји, каде што христијанството е развиено, се чита спомнатата фраза Исус спасува. Да, Исус спасува, но кој е Исус? Повеќето луѓе во светот мислат дека Исус бил обичен човек, кој живеел во Израел пред околу 2000 и повеќе години. Исус го сметаат како некоја историјска личност кој живеел и завршил како и сите други луѓе. А од друга страна, од страна на религијата, Исус го гледаат како добар учител и пророк. И иако овие тврдења се дефинитивно точни за Исус дека тој е и учител и пророк, тие сепак не ја одразуваат целата вистина за тоа кој е всушност Исус. Ако веднаш реагираме на таквите изјави и кажеме библиски кој е Исус, ние ќе кажеме дека Исус е Бог во тело, Бог кој се воплоти во тело. Библијата така го представува во Јован 1 глава, 1 стих и 14 стих, каде што вели Бог стана тело. Исус е Бог кој дојде на земјата, како вистинско човечко суштество. Во 1 Јованово писмо, 4 глава, 2 стих е запишено вака. По ова познавајте го Духот на Бог. Секој дух кој исповедува дека Исус Христос дојде во тело, тој е од Бог. За мнозина ова тврдење е неприфатливо. Зошто? Затоа што, велат тие, Бог не може да биде во тело или да биде човек. Тоа е невозможно Бог да биде човек. Така размислувале и гностиците во времето на апостол Јован, кога го пишувал оваа послание. Тоа истото го доживуваме и ние кога се среќаваме со некои луѓе во денешно време и им сведочиме за оваа вистина. Бог стана човечко суштество во личноста на Исус, со цел да не спаси. Оваа вистина не носи наследново прашање. Зошто треба да се спасиме? Исус спасува, да, но зошто треба да се спасиме? Библијата вели дека секое човечко суштество што некогаш живеело е грешно, потполно грешно, отпаднато од Бог. Во Римјаните, например, 3 глава, 23 стих, апостол Павле вели дека сите се отврлени од Божјата слава. Нема ниту еден праведен кој го бара Бог, нема ниту еден, сите скршнаа, станаа неугодни. Но што значи тоа отфрлени? Отфрлени луѓе значи дека не се достојни да бидат во Божјата близина. Тие заслужуваат смрт, и тоа вечна смрт. Да се биде грешник подразбира следново. Мислите и делата да бидат во спротивност на совршениот и свет Божи карактер. Ако нашите мисли не се совпаѓаат со Божите, тогаш ние сме грешници. Или, ако нашите дела и постапки не се совпаѓаат со Божите, тогаш ние сме грешници и заслужуваме смрт. И не само тоа, туку ние сме грешници и по наследство.
кога Адам и Ева сгрешија и ние сгрешивме и станавме нивни потомци на гревот. И заради нашиот грев, сите го заслужуваме Божиот праведен суд. Например, во Јован 3 глава 80 стих е запишано вака: Кој верува во Него, во Исус, нема да му се суди. А кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи Син. А во исто во Евангелие 3 глава 36 стих вака е запишано: Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот или не е послушен, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Бог е совршено праведен, затоа не може да дозволи гревот и злото да останат неказнети. Бидејќи Бог е вечно постоечки и вечен, казната за гревот мора исто така да биде вечна. Бидејќи гревот е насочен кон вечен Бог, со тој грев го навредуваме Бог вечно. И затоа вечната смрт е единствената праведна казна за гревот. Затоа ни треба спас, ни треба спасение, ни треба спасител. Исус спасува, да, но како го прави тоа? И бидејќи нашиот греф е насочен против вечниот Бог, ние како смртници мора да платиме за нашите гревови во бесконечно време. Или вечната личност Исус мора еднаш да плати за нашите гревови. Тој тоа го направи, умирајќи на крстот со најстрашна, ужасна смрт. Нема друга опција. Исус не спасува со тоа што умре за нас. Затоа во личноста на Исус, Бог се жртвуваше за нас, отплаќајќи ја бесконечната и вечна казна, што можеше да ја плати само Тој, никој друг. Например, во 2 Коринтијаните 5 глава 21 стих е запишено вака: Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Тоа е Исус Христос, кој не знаеше што е грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. А во 1 Јованово писмо 2 глава 2 стих е запишено вака: Тој, тоа е Исус, е жртва помирница за нашите гревови, и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Исус ја сноси казната што ја заслужуваме ние, за да не спаси од страшната вечна казна, каде што нема можност за помилување. Тоа е праведна казна за нашите гревови. Друга опција или алтернатива не постои, како што некои учат за чистилиште и така натаму. И поради својата голема љубов кон нас, Исус го даде својот живот, отплаќајќи ја казната што ја заслужуваме ние, која што на никаков начин не можевме да ја платиме. Ниту со наши добри дела, со морал, со етика и така натаму. Потоа Исус воскресна, откако умре, воскресна. Со тоа покажувајќи дека неговата смрт е доволна за да ја плати казната за нашите гревови. Со неговото воскресение, тој ни потврди дека правдата конечно е задоволена и ние сме спасени од осудата што ни предстоеше. Затоа, кога велиме Исус спасува, да, Исус спасува, но кого спасува? Тоа е многу важно, кого спасува? Исус ги спасува сите кои го примаат неговиот дар на спасение преку вера. Исус ги спасува сите оние кои целосно се потпираат на неговата жртва како отплата за гревот. Во Јован 3:16 убаво е речено и сите го знаеме. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Иако неговата жртва беше доволна да ги плати гревовите на целото човештво, Исус ги спасува само оние кои лично го прифаќаат со вера и покаяние неговиот скапоцен дар. Во Јован 1 глава 12 стих е запишено вака: А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во неговото име. Ако сега согледа, свативте што значи Исус да спаси некого или Исус спасува, тогаш побарајте преку молитва тоа да стане ваша реалност. Можеш да се помолиш со едноставни зборови.
Например, Господе, знам дека сум грешник, дека заслужувам вечно да бидам одвоен од Тебе, и тоа заради мојот грев. Јас го заслужувам тоа, но Ти благодарам што ме сакаш и што се жртвуваш од љубов за моите гревови и преку Твојата смрт и воскресение да добијам вечен живот. Затоа, Исусе, јас верувам дека Ти умре за моите гревови. Верувам само во Тебе, кој можеш да ме спасиш. Од овој миг помогни ми да живеам само за Тебе. Помогни ми да го живеам остатокот од мојот живот во благодарност за прекрасното спасение што ми го даде. Ти благодарам, Исусе, што ме спаси. Но како е спасен? Како се спасува човекот? Односно, што ќе се случи кога човек е спасен? Спасен е бидејќи е очистен преку Христовата крв и го примил Светиот Дух. Зашто без Светиот Дух не може никој да се спаси. Кога Светиот Дух ќе се настани или живее во човекот, во верникот, тој почнува да ги манифестира плодовите. Тоа ќе биде потврда на неговото спасение. Исус вели дека плодот на верникот зависи од духовната поврзаност со Бог. Како што гранките не се во состојба да родат од само себе, ако не црпат од стеблото, така и верникот не може да роди плод ако не е поврзан со Исус Христос. Затоа, за да тврдиш дека си спасен, дека гревовите ти се простени, ти треба да го имаш Светиот Дух и да даваш плодови преку него. Тоа Исус го спореди со лозата. Тој вели: останете во мене, како јас што останувам во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Павле овие плодови многу убаво ги опишува во Галатјаните 5 поглавје. Тој вели: а плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кроткоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. А оние кои се Христови го растнаа своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во духот, нека и да го следиме духот. Можеби Исус токму на овие плодови мислел кога рекол: мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Кога човекот ќе го прими Светиот Дух, тој е всушност спасен и запечатен вечно за да добие спасение. Зошто се користи овој печат и зошто е така речено, тој е запечатен со Светиот Дух? Тоа е така речено со цел да се увери и потврди нешто што е изворно. Например, ќе го споредам тоа со фараонот. Фараонот го потврди Јосиф за негов заменик и пратеник со неговиот прстен. Потоа се вели во писмото: фараонот го извади печатниот прстен од својата рака и го стави на раката на Јосиф. И го облече Јосиф во облека од најубава ткаеница, а околу вратот му обеси гердан, златен гердан. Со печатниот прстен Јосиф го имаше авторитетот на фараонот, така што ако некој би се спротивставил на него, тоа би значело спротивставување на фараонот. Апостол Павле, за да ја опише сигурноста на нашето спасение, го нагласува печатот со Светиот Дух, како потврда дека некој има вечен живот и е спасен. Вечно наследство. Еве што вели на Ефеската црква: во него и вие, откако го слушнавте зборот на вистината или словото на вистината, евангелието на вашето спасение или добрата вест на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за она што не чека, за откупување на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на неговата слава. Тоа е запишено во Ефесјаните 1 глава 13 и 14 стих. Со слични зборови апостол Павле им пишува на коринќаните и вели:
а Бог не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза и не запечати и ни го даде Духот во нашите срца како залог или како печат, како гаранција. Тоа е запишено во Коринтјаните, 2 Коринтјаните, 1 глава. Зборот залог, изворно, како што е пишуван на старогрчки, Новиот Завет, значи арабон. Тој збор обично се користел за трговски цели. Кога се склопувал договор, тоа се плаќало со арабон или капар, или залог како гаранција дека ќе следи конечна исплата. Во модерно време, во нашата соседна земја, арабон значи веридбен прстен, залог дека ќе дојде до склопување на брак, исто и како кај нас. Нашето искуство со Светиот Дух е всушност тој арабон, или гаранција дека ќе го добиеме во целост вечниот живот кој следува, кој ни го даде Бог уште сега на земјата преку печатот на Духот Свети. Со ваквиот печат на Светиот Дух, Бог направи 3 важни работи за нас. Прво, со примањето на Духот ние стануваме Божји деца. Запомнете го тоа. Второ, ние со тоа сме Божја својина и припаѓаме на Бог кој не ослободи од греф и смрт, од вечна осуда, од пекол. И трето, со примањето на Светиот Дух, ние сме заштитени против секој вид непријателство кое доаѓа од сатаната и тој не може ништо против нас веќе. Како четврто, и тоа би го спомнал, со примањето на Светиот Дух ние сме посинети или посвоени, за да му припаѓаме на Бог вечно, сега и за секогаш. Да се биде Божјо дете, подразбира да го имаш Бог како татко кој нема да те остави никогаш. Бидејќи тој го вети тоа и неговото ветување да и амин за негова слава. Амин.